декан на факултетот за безбедност, почитуван ректор на университетот, почитуван председател на советот, почитувани и ценети професорки и професори, представници на академската заедница, дами и господа. Дозволете ми на почетокот да го изразам своето големо задоволство и благодарност што повторно имам можноста да присуствувам на оваа реномирана, традиционална меѓународна научна конференција од областа на безбедноста и се разбира што имам честа да се обратам пред овој еминентен собир. А на теми кои по својата актуелност и суштественост неспорно ги тангираат сите домени на општественото живење и меѓународните односи. Подинашната тема на конференцијата околу влијанието на големите сили врз безбедноста на малите држави не представува исклучок, туку напротив по правила сосема точно го перципира политичкиот моментум и токови на глобалната геополитичка сцена, трагајќи со должна научна и стручна љубопитност по одговори за рефлексиите од тие трендови и процеси врз безбедноста на помалите држави. И пред да продолжам да го елаборирам своето видување, апропо темата, би сакал да нотирам една општа премиса, што како поидомни точки сметам дека е битна во натамошната експликација на посечената тема. Имено неспорен историски, општествен, па ако сакате и цивилизацијски факт, е дека политичките констелации и тенденции, независно на кој период се однесуваат, секогаш имале свое влијание како на обликот и содржината на меѓународните релации, стандарди и норми, така и директни импликации во регионалните и конечно националните внатрешни состојби. И вклучително се разбира во делот на безбедност. Ова особено во контекст на перспективите на условно кажано помалите држави, кои пак поред своите постоечки капацитети или обществени стремежи едноставно немале интерес, ниту можеле да пројавуваат амбиции за поголема глобална улога во креирањето на таквите политички констелации. Значи станува збор за една еволутивна, обществена закономерност, што без друго мора да биде факторизирана како реален и примарен инпут при обсервирањето, анализирањето и градењето на национално-државните позиции. И конечно, но и незаобиколно, цивилизацијското, социјалното, културолошкото и економско динамизирање и глобализирање на општествениот развој, особено од почетокот на 80-тите години на минатиот век па наваму, а мотивирани од исто таквата интензивна динамика на меѓународните политички идеи, односи и позиции, наметна потреба од изградба на нови по-конкретни механизми, особено важни за малите држави, како во смисол на осигурување на собствената безбедност и развој, така и во смисол на проактивна партиципација во генералните политички трендови. Следствено на тоа сакам да истакнам дека процесот на политичко или економско интегрирање, етаблиран во изминативе неколку децении, се покажа како суштествено приоритетен политички механизам, особено од интерес за малите држави. Преку тој концепт на политичко делување и партнерство, принципите на соработка, координација, солидарност добиваат на посебна политичка тежина и значење. Како во смисол на постигнувањето на внатрешна стабилност на земјите, така и во поглед на заедничката, односно колективната безбедност. Република Северна Македонија јасно ги препозна тие и таквите тенденции, резолутно дефинирајќи во рамките на своите државни интереси дека интегративните процеси се необходност, која што безрезервно мора да се прифати и во која што вреди да се инвестира како гарант за реална општествена безбедност, но и општествен развој и просперитет. Се разбира предизвици, дилеми, непознаници секогаш имало и ќе има. И токму тука, меѓу другото, науката може и мора да даде свој придонес во детектирање и дефинирање на процесите и појавите, нудејќи му на општеството нови идеи, концепти, алтернативи во насока на постигнување на најоптималните решенија. И оваа меѓународна конференција е токму можност за такво нешто. Дотолку повеќе што незиниот безбедносен тематски дискурс е фундаментален по стабилноста на било која држава. На крај дозволете ми да го искажам своето длабоко уверување дека во наредните 3 дена на конференцијата ќе бидат промовирани и презентирани научни согледувања што ќе имаат не само академска, туку и практична вредност
која што ќе најде свое место во доменот на креирање на квалитетни и ефикасни безбедносни политики. Благодарам на вниманието.